верува во нешто, некој верува заради идеологија, некој верува за тоа и за да ги оставиме рето, ама од политичарите, особено од кандидатите, зависи дали тие ќе дигнат тензијата во кампањата и какви зборови ќе употребуваат, после бидејќи тоа се рефлектира на терен. И затоа апелирам да, еве, молкот ќе почне. Апелирајте до ВМРО и да не дава вакви изјави и готово. Па нема врска са. Арбе Радеми, не сум сигурен судир, се обидов да ја прочитам, етнички судир. Често испаѓа дека дуи се погрешно преведени, ама обично Ахмети го греши преводот. Се подпирам на превод, значи морам да се огледам дека може не е да го објасне што сакал да каже, не сакал да каже ќе се дели Македонија, туку сакал да каже нешто друго. Ама дали мисли на судир или се мисли на спротивставени страни на избори, дека ќе се албанци против македонци? Имаше една друга изјава Ахмети чинам беше дека не е правилно во Кичево, во Тетово македонците да го бираат градоначалникот на мнозинската етничка заедница. Лузим, така ли беше? Да. На мнозинската етничка заедница. Кажува човекот кој што коалицираше со Зоран Заев 2018 година и да не објаснувам. Нема секогаш се знае, се прават коалиции, во вториот круг се повикуваат и едните и другите гласале мешано и за Нема Ахмети друго кажува, нели? Па добро се, не сакам да отолкувам. Јас кажувам дека се знае дека и во Тетово, еве како што сега дава Мицковски подршка јавна на Касами и ова, и во минатото некој давал подршка на некого да биде избран. Ама добро, зборуваме за сосема различни работи. Или оджата може да пеа, не може. Зборуваме за сосема за сосема различни работи. Мицковски во Тетово дава поддршка за Касами, Али Ахмети вика, пазете македонците ќе ви изберат градоначалник. Значи тој има проблем и Касами да е градоначалник ако не е од неговите редови. И го сведува тоа. Јас мислам дека и македонските гласови во Чај или во Тетово, не само тоа на етничко, го сведува на етничко прашање. Свесни се партиите дека и во Тетово и во Чај поприлично влијание на победата имаат македонците. Добра математика е, тоа е тоа. Тој аспект кажувам. И затоа никој не би ризикувал со навреди да тргне кон гласачите од кои што ако се свесни, нели треба да гради стратегија. Ако ти е целта го земеш Чаир и ги гледаш бројките какви се, прави стратегија како да го освоиш Чаир, а не лути се македонците ќе изберат, па ќе ви изберат. Нели, ако ти ги навредуваш Кекса, Гурабија, Мурабија. Ама ние пак почнавме за тоа сега. Добро, сакаш ли за отпадот во Карбинци да зборуваме сега? Па зошто и тоа е ајде за отпадот во Карбинци. Тоа би требало да биде тема на нови избори. Абсурдноста во предлозите. Не може секој што тргнале, секоја општина ќе прави своја фабрика за отпад. Мислам, а после дали се исплати тоа или не, никој не кажува. Има постојат некакви шанси за предвремени парламентарни избори. Малци има различни изјави стигнуваат во последно време и сега различно некој ги перцепира. Види, Александар, не верувам дека постојат било какви шанси, бидејќи цврсто верувам дека Чаир фиксно ќе го добие вреди, а мислам дека и Тетово ќе го добие, дека се огромни шансите и Тетово да го добие вреди и дека со освојување на тие два бастиона од страна на вреди ќе има една декомпресија голема во однос на тој набој што па сега дуи го создава дека ова е прашање на живот или смрт за албанците во Македонија. Не, ова е прашање на бирање на луѓе кои што добро ќе ја менеџираат општината на прво место и кај албанските партии да си го проверат нели легитимитетот. Едина шанса е кога освои 150.000 гласа, а влен 20 и тогаш нели тие внатрешно да се распаднат поради несогласување меѓу себе. Паризи, дали на дуја таква математика дека кој победи во Чаир и во Тетово дека тој е победник на изборите. Тие може ќе кажат ние вкупно имаме многу повеќе гласови. И што правиме тогаш? Они инсистираат на доаѓа понеделник после недела, ќе пиеме кафе, ќе гледаме телевизија, се ќе си тече нормално, ќе ручаме, ќе да кажам дека ќе има некои тектонски поремитувања, освен да сакам да кажам дека политичко одействување на таа опозицијска партија ќе биде сега насочено во барање на предвремени парламентарни избори. Нека биде легитимно, извини. Првен тие ќе се обидуваат да ја освојат општина Чаир и општина Тетово, кога ќе ги изгубат тие двете општини, тогаш ќе се обидуваат да пуштат информации, односно на нивниот пиар, дека имат повеќе гласови во ниво на државата, дека рускиот свет и српскиот свет се мешат во изборниот процес, дека тие коалиционирале со тие структури што според нив делуваат во нашата држава и дека ќе треба парламентарни избори да има, предвремени парламентарни избори, но кога ќе поминува времето, така ќе и после ако како што изјави премиерот дека
ќе има реформи во судството, тогаш колку ќе биде поголем ребусот на акциите за давање на одговорност на тоа што правило во минато, така и ќе се повлечат тие. Ако ги Јас 100 пати сум кажал, че сакам уште еднаш да се повторам. Секогаш кога има ребус на акции, тие се многу гласни. Кога ќе има ребус на акции на притворање, ги нема. Ниту тој Арбер Адеми што дава изјави, ниту па овие другиот кандидат за градоначалник, па и после ги стават да дават изјави или пишани изјави пред медиумите, или па жените кои се дел од партијата ги ваѓат напред да дават изјави. Така што ние првин треба во недела да ги чекаме резултатите и да видиме како ќе бидат резултатите. Дуи да не забораваме дека после овие избори може да останува со една или без ниту една од нивни луѓе, да, од нивни градоначалници. Од својата политичка партија градоначалници во големите градови, единствено може Кичево и Кичево во последните денови таму се случува некои процеси, така што андерграунд политика се случува. Андерграунд политика, но тоа е реалноста во институциите на државата. Некогаш се играл фудбал, таму сега си тренира натре во општините како во Кичево. Така што може да се префлори после дополнителни во другите општини, фала Богу што те немаат па општини. Минус 7 општини имат во старт, бидејќи им дадена нивните политички партии кои се дел од коалицијата, така што ќе дојде понеделникот пак. Но јас мислам како ќе се одвиват работите после овие локални избори, ако вреди Чаир Тетово ќе го добие автоматски и град Скопје и некоја друга општина, така што втората политичка партија што е внатре таму во Дуј, јас мислам дека ќе останува без поддршката на големиот град што го имаат. Тога ми е зборот за Алијанса за албанците, ќе излегуваат од влада, односно во таа политичка структура ќе има промени во владата и мислам дека и мандатот ќе се сосема управо господинот Златев кога кажува дека многу зборуваме за политика во оваа кампања, помалку за проектите, меѓутоа вие и кандидатите тука и сите заедно можеме да заклучиме дека и оваа кампања дека се вративме на ние основни некои атрибути кои што треба да ги има некој град за нив разговараме. Емпириски, следејќи оваа дебата, следејќи оваа предизборна кампања, следејќи претходната кампања за локални избори, таа пред неа, до таму ми оди политичката меморија, само 33 години имам. Јас заклучувам дека у Македонија треба да се укине институтот локални избори. Затоа што ние на локални избори разговараме за се, освен за локални прашања. Нас локалните прашања ни се декор, а најзначајни дебати ни се овие метафизики, кои ја не сум езотерик, па сега не знам дали следите тука и кандидатите разговаравме проект по проект до детали влегувавме. Сега ние како аналитичари правиме еден сублимат на кампањата. Ја ги гледам и лидерите на политички партии, ја го следам наративот на социјалните мрежи, ги следам најголем дел од дебатните емисии и луѓе, верувајте, ние треба да укинеме локални избори. Дај таму кој победи на парламентарни, дајте му се. Затоа што и така ова е, нема смисла реално да се занимаваме со ова. Благодарам, Злата. Сега се почнува да се прават анализи што по локалните избори. Ајде после првиот круг ќе правиме анализи кој каде евентуално би поддржал негде, кој ќе ги имаме бројките, меѓутоа државата ја очекуваат ни важни политички процеси кои што има некои индици дека околу нова година такви се најавите од власта дека ќе почнат да се менуваат. Тоа пред се мислам на европските интеграции и на други, ајде да речеме инфраструктурни проекти нови треба да се градат. Значи најавени се многу работи после локалните избори, што поред вас е реално да се очекува пред се за интеграцијата и проблемов со Бугарија. Па посетата на претседателката на Европската комисија, пораката јас ја читам, она која рече дека топката е вашиот двор, поврзано со финансирањето на АИ проектот во Македонија, како една подкрепа на започнување на процесите што претседателката Силјановска рече дека е спремна после нова година да се разговара со Бугарија. Не знам дали е тоа синхронизирано со Владата кажала дека е спремна од 8 мај лани да разговара со Бугарија. Не, добро. Сега може да се правиме овакво да си правиме приказни. Јасно, па премиерот вчера рече, јас не гледам на графчиња дека го знаете тајниот план на Силјановска. Не. Јас гледам што кажуваа во изборите Вреди и ВМРО ДПМН. Што кажува? Дека ако за 6 месеци не се случи, ќе излеземе од влада, не излегува влада, пошто министерската фотелја им е подобра. Сигурно ли Господинот Мицковски викаше дека ќе го рамката ќе препреговара,
дека ќе земиме со Бугарија да разговараме. Во ова студио сум апелирал, ако стварно, зошто прва чекор немаме премиер, немало премиер. Кога дојде Бугарија премиер, зошто првиот потез не сме го направиле ние? Ако откај знаете не сме го направиле. Сега на 100 тапани ќе тропне ако го направиме. Сигурно, да. Бараме кај бугарите и овие не сакаат да разговараат со нас. Бугарија нема потреба да разговара со нас откако рамката ја бетонира Ковачевски и другата банда. Нема потреба, бидејќи си ги бетонираше. Ама во 903-та даме шо му рече на Питу? Шо му рече даме на Питу? Како се зборувам за преговарачката рамка? Па сега зборувам за снегоплански. Јас не сум го ветил дека ќе сменам преговарачката рамка. Кој ветил дека ќе смени преговарачката рамка? Сигурен ли сте? Да, сигурен сум. Ама ве молам се, може со два клика. Ќе се обидеме да ја промениме. Не ќе ја променам рамката, не ќе обратам. Добро. И тоа не дава лажна надеж. Не е лажна надеж. За изборите гласањето. Не се обидуваме. Вие гласаш ли сте на Мицкоски? Јас сум. Сакате прашајте мене дали ми дава лажна надеж. Вие не може да кажете, вие нити сте верувале во него, нити сте гласале за него, нити сте имале надеж. Што е ова со вештачка интелигенција? Јас имам. Што има врската? Па зборувате за лажна надеж давање. Ма јас не сум ги давал лажните ветувања. Вие цените како вие цените како вие сте загрижен. Од семантиката има и македонски граѓанин. Вие сте загрижен како врзме не влијае. Не, јас сум загрижен Македонија што се случува. Тогаш не зборувате за лажна надеж. Јас за Македонија сум загрижен. Само не молам еден по еден да сте немале лажна надеж. Не може да зборувате за лажна надеж. Јас не зборувам за лажната надеж. Што ви ја дал Ковачевски или Вејко Филипче. Ма чекај, вие сте гласале пред не сте во Скопје гласате? Не, во Охрид. Добро. Еве многу гласале прошлиот пат против Петра Шилегов. Сега тие за БРТ системот што го прави Орцек Ѓорѓевски што вика дека е најдобар. Што правиме се тие не смеат да гласат? Јас не смеам да слушам другите политичари што ветуваат. Можеби нешто ќе ми се допадне да се определам. Видете, зошто да кажеме дека ако гласате за Ама како стана БРТ системот сега најдобар систем? Чекај, ако гласате за градоначалникот, кандидатот на СДСМ во аеродром, гласате за ЛГБТ политиките на Фани Сорос. Каква врска има тоа едно со друго? За 100% вие гласате во политиката? Колку криза е ВМРО со гласовите, ова па примеров што го давате, толку паника ве фаќа. Ма не, толку ли ве фаќа паника? Па добро мислам. Што има врска ова што го кажавте сега? Ама не, што има врска што го кажавте ова? Кој е ниско? Една минута е прекинувам полемиката. Македонија и треба решение. Решението ви го кажа Фон дер Лајен ви го кажа решението, сите ви го кажуваат. После избори не го кажа Фон дер Лајен, вие го кажавте решението бетонирајќи рамката. Не, вие го кажавте. Вие ќе сменевте рамката. Стварно ќе сменеме рамката. Господе, Влата, молам дојдете. Сега ќе се надоврзам на тоа што претходно го зборувате. Вештачка интелигенција се расправаат за вештачка интелигенција од преска. Што ви покажа апропо вашата претходна дебата, дека кои гледаме дека имаме многу поголема емоција, да речеме за европските интеграции кој што ќе направи за тоа, отколку за тоа што најголем дел од годината живееме у сметиште и дишаме канцероген воздух. Дали емоциите на погрешно место ги Мене ќе ми беше многу поубаво да ги гледав Јани Макрадули и Богдан Илиевски како се расправат за вештачка интелигенција. Ова програма на Урсула фон дер Лајен, која сама по себе подценување на интелигенцијата на македонскиот народ од една единствена причина што доаѓа Урсула фон дер Лајен и тука споменуваш термин што е подценување на интелигенцијата? Тоа со AI тука што ветуваат што ќе имплементираат со AI, ја не ни пратев нешто многу. Ама како тоа што коментирате нешто што воопшто не сте Па не пошто кога ќе видам дека некој доаѓа, сега кога ми е утринска програма кој ќе се јават, ја мислам што е темата кажете. Ја баш да ви кажам као на утринска програма кога ќе видам европски чиновник како доаѓа у Македонија, како збори за вештачка интелигенција, за air pollution, како се викаше она, за carbon footprint и така натаму, прво нешто што ми доаѓа е да се крстам од една единствена причина што во земја која се наоѓа во вакво ниво на технолошки развој, во Скопје, каде што вие имате најмалку електрични возила по глава на жител на територија на Европа, каде што доколку имате електрично возило нема каде да го наполните освен 2 или 3 локации финансирани од има и повеќе електродистрибуција или како се викаше приватна фирма од Австрија, да не ја рекламираме сега. Вие доаѓате тука и зборите за AI, за силиконски долини, за развој на вакви технологии или онакви технологии. Луѓе, просекот на возраст на возилата во Скопје е 20 години.
Ме разбирате што Кала зборувам? е куповната моќ на граѓаните. Сите сакаат да возат убави возила, не знам што сега ние- епохално кажавте. Добро. Кога имаме такви возила, Фон дер Лајен да ни донесе коли треба, Не. што се? Па сега Треба дошла, да се дошла центар за да кажеш добро, дошла. кај ќе го прават тој центар? Не знам кај сакате Ти да го веруваш прават. Богдан дека ќе Ама го не се направи тој занимаваме. центар за Нити ме јај? тангира, нити Одел. работам во полето, нити ме Не, занима. зошто? Затоа што зашто? ова ми е Тоа као воопшто не е на најдна Заев тема. трака на у Лисиче што ќе правеше Формула 1 на тие изборите што Добро. се сеќаваш за Не е фон дер тоа. Лајен Ова е кандидат муабет на избори. А, тој на Лјупчо, тоа не е- ниво. Ама не е фон дер Лајен на Знаеш, избори, па не ја гласаме фон дер не, Лајен. не, не. Добре, се извинам. Дали некој ќе понесе политичка цена да плати тоа што изминативе 10 години дека и ветувањата на овие локални избори што ги даваат за граѓаните се на многу елементарно ниво. Ќе немате ѓубре пред зграда. Не знам, ќе малце почист воздух ќе имате автобус, такси превозот нема да биде хаос. На оние најосновни работи се спуштивме кога пред 15 години имаше електрични кавалири на Скопскиот плоштад. Мислам, тоа е сега објективна Така е, реалност, така е, нема така што е. да се правиме. Тоа е така, да, и ќе понесе одговорност во некој случај, некој со право, некој можеби и не толку со право, но оној што ќе се погоди во моментот, нели, во купчето, кога народот ќе крене глас. Во суштина, за да не зборуваме за базични работи, за буква А во азбуката, туку за АИ, односно за AI, мислам се општо, но треба промена во свеста. Но како ќе дојдеме до таа промена во свеста, тоа е поентата. Еве, на пример, јас искрено верувам. Каква е таа фабрика за вештачка интелигенција? Дека не постои фабрика за вештачка. Па тоа ќе отварале, сега гледам на Deutsche Welle. Дека преку позитивен пример кој ќе стане норма, ќе може полесно да се мерат и другите. Или пак ако Очекувате дека овие избори ќе бидат пресврт некој во таа насока? би сакал се дали очекувам. Нели ние од секој избори очекуваме некаков пресврт, но сега искрено би сакал кога се локални политики во прашање, на пример, би сакал стандардот кој што верувам дека ќе го наметне Орце Георгиевски во Скопје да биде мерило по кој што ќе се водат сите останати градоначалници, не само од Скопје, туку и од другите општини. Моментов стандардот е Митко Јанчев, што му фали на тој стандард? Не знам. Гласаш, можеби. Изгледа Не далеку знам. подостоинствено од било која скопска општина да отидеш у Не знам, Кавадар. не сум бил во Кавадарци, ти па, верувам отиди. на зборот, за мене Охрид најубав град на свет. Проанализирај. Не, Охрид е најубав град на светот, Поентата ама е дека најчисти само Кавадарци. преку усвојување на норма, сите заедно да се договориме дека вакаве луѓе треба, иако нели сите знаеме на теоретско ниво и не треба ѓубре, треба чист воздух, ама некој кога ќе покаже proof of concept кога ќе направи, тоа да го бараме. Кој има до сега направено круф? Имам уште неколку минути, господине за сообраќајни решенија кod Цитрајновски. Кој? Јас, владата, планот за чист воздух, да го следевне тој, Ајде, супер ќе беше. Ама тоа е проблемот што станува збор за план. Ја може да ти направам на папир план како... Тоа е со финанси, со имплементирани работи, со завршени работи, ама никој не го треба да само малку се извинувам. Многу пати сте биле во емисијата и сме правеле анализи на политичката сцена, посебно кај условно кажано албанскиот политички блок и многу често сте биле во право. Го најавивте формирањето на Влен, па кој ќе се истакне како лидер, кој каде ќе биде кандидат. и така на Влен го знам. Јас сакам така во мислам емисија дека е инсайдер, да. Што овие локални избори според вас, според вашите информации и вашата лична перцепција ќе донесат во условно кажано што ќе кажам албанскиот политички блок. Каква разврска ќе има на оваа тензија сега што се прави овие два центра? Првен само да ми дозволите неколку секунди за да се објаснам за нешто. Во 2 минути треба да се. Се случуваат две нешта во Македонија. Дојде Фон дер Лајен, го дефокусира тотално тоа што требаше, односно политичките партии да им нудат на граѓаните на крај на кампања дури, а вториот момент наместо дуи да се заинтересира за општите интереси на граѓаните кои се водовод, канализација, инфраструктура и така натаму, образование да не ги набројам сите, тие отишле да протестираат во Тирана денеска за УЧК. Со нема поврзаност со интересите на граѓаните, дури албанци во Може мисля дека тоа е дел од пиарот. Не, тоа е дел од пиар за да може тој да придобие некој гласот дека е најголемиот патриот во државата и единствено што може албанците да им го вратат Каков македонски патриот? Албански патриот, не. Па не можеш да бидеш друг патриот у Македонија освен македонски Тој патриот. не можеш да бидеш Да. и патриот и крадец. Не, тоа Тоа важи и за други, не само за и тендеражија. Така што тоа да знаеме ние во минатото, што најголем не можеш ти да дојдеш голтар и да бидеш со трговски центар во Скопје. Така што јас очекувам во овие избори граѓаните да излегуваат да гласат масовно пред се, за да имаме и легитимитет на локалните избори.
И за албанците директно да идат да гласат за тој градоначалник кој ќе им служи на нив, односно тој што реално ќе им ги реши тие проблеми кои што се соочуваат граѓаните, бидејќи ДУИ во овој избори кажува дека со канализација, водовод и елементарни проблеми, односно тие не им се примарни елементи на албанците, туку достоинството и власта е по-интересно за нив. Ја мислам дека подостоинството нешто од канализација да имаше нема. Добро за нив не е важно, пошто и зајас нема тоа председател, така што јас мислам дека граѓаните треба да бидат малце посвесни, да не паѓаат во тие. Овие избори само кратко метафизика. Овие избори од метафизички аспект кој го дискутираа моите соговорници цела вечер се важни за две работи. Прво, дали ВМРО ДПМН ќе освои повеќе градоначалници од претходно, и второ, дали ќе обстои бипартизмот, односно дали СДСМ ќе има повеќе градоначалници и советнички места од независните, односно од помалите политички партии. Тоа е битката на овие избори од метафизички аспект. Еве на крај ја ќе ви кажам. Ви благодарам многу. Знам дека беше кратко времето, може предпоставам за некои теми останавме недокажани, меѓутоа поради изборите малци блоковите ни се скратени, после изборите ќе имаме повеќе време и ќе можеме и поопширно да разговараме. Благодарам многу што ја прифативте поканата. Почитувани, ви благодарам и вам и потсетување дека во недела од денот на изборите по централните вести во 16:30 специјално отворено студио во Канал 5, секако посветено на изборите. Ќе имаме дебати, ќе имаме голем број гости, резултати во живо и анализа на истата. Се гледаме. Останете со програмата на Канал 5.